Слово 14. За стомакот, лошиот господар, кого што сепак сите го сакаат. Повеќе од што на кое било друго место, зборувајќи овде за стомакот, зборувам всушност против самиот себе си. Би ме чудело кога некој би се ослободил од оваа страст пред да легне в гроб. Угодувањето на стомакот е лицемерство на утробата. Иако сита, таа вика дека и е малку, и иако полна и претоварена, повикува дека е гладна. Угодувањето на утробата е пронаоѓач на секаков вид сладки, непресушен извор на сласти. Му откинеш ли една жила, тоа пушта друга, а ако и таа ја пресечеш, ќе те порази со никнување нова. Угодувањето на стомакот е измама на очите. Тоа не поттикнува одеднаш да го проголтаме она што би требало да се јаде во умерени залчиња. Прејадувањето е мајка на блудот, а измачувањето на стомакот виновник за чистотата. Оној што гали лав, често успева да го припитоми, а кој му угодува на телото, прави само тоа уште повеќе да здиви. Евреинот се радува на саботата и на празникот, монахот што му угодува на стомакот, на саботата и неделата. Тој пресметува уште колку дена остануваат до Велигден, т.е. Пасха, и со денови пред празникот подготвува јадења. Слугата на стомакот смета со какви јадења ќе го дочека празникот, а слугата Божји со какви благодатни дарови ќе се збогати. Штом ќе најде гостин, преку стомакоугодието слугата на стомакот станува сиот поттикнат на љубов. Тој мисли дека гостопримството што треба да му го укаже на братот го разрешува и него самиот. Доаѓањето на известни луѓе го смета за пригода која што и нему му допушта да пие вино. И мислејќи дека ја крие добродетелта, станува роб на страстите. Славолюбието често се однесува непријателски кон стомакоугодието и овие две страсти се борат околу несреќниот монах како околу некој скап роб. Стомакоугодието наведува на разрешување од постот, а славолюбието наведува да се покаже собствената добредетел. Мудриот монах успева да ги избегне и едната и другата опасност, одбивајќи ја едната страст со другата во соодветно време. Кога телото ќе се запали, тогаш во секое време и на секое место треба да го мачиме. А кога ќе се успокои, што впрочем не би очекувал пред смртта, тогаш можеме да ја сокриваме својата добродетел пред другите. Познавав стари свештеници што им станаа за подсмев на демоните затоа што на младите монаси што не се наоѓаа под нивно раководство, со благослов им одобруваа на гозбите да пијат вино и се друго. Ако имаат добро сведоштво во Господа, тогаш тоа во известна мера и можеме себе си да си го допуштиме. Но ако се тоа некои небрежности, не треба воопшто да обрнуваме внимание на нивниот благослов, особено ако се уште се наоѓаме во борба со огнот на телесната страст. Богопротивниот Евагрий си вообразил дека е попаметен од сите мудри луѓе. Како по говорништвото, така и по мисловноста, но се излажал кутриот, покажувајќи се полуд од лудак, како во многубројни од сивоите мислења, така и во следното. Тој вели, кога нашата душа посакува различни јадења, тогаш треба да ја мачиме со леб и вода. Таквиот пропис изгледа како кога на дете му се рекло со еден скок да стаса до врвот на скалата. Затоа, побивајќи го ова негово правило, ќе кажеме, кога нашата душа посакува различни јадења, тогаш таа го бара она што е својствено на природата. Затоа да прибегнеме кон лукавство против се лукавиот, инаку настанува најтешка војна или се подготвува пат. Да прекинеме пред се со храната што здебелува, потоа со храната што го распалува телото и најпосле со сладките. Ако е можно, дај му на твојот стомак заситлива и лесно засварлива храна,
за преку ситоста да ја одвратиме од себе преку неговата незаситна желба, а со брзото валење да се избавиме од распалувањето на телесната страст како од камшик. Да погледнеме добро, па ќе видиме дека поголемиот број јадење што го подуваат стомакот предизвикуваат истовремено и похотни чувства. Насмеј му се на демонот кога по вечерата те наговара во иднина да вечераш покасно, зашто утредента, кога ќе настапи 9-тиот час, правилото од претходниот ден ќе биде нарушено. Еден вид воздржани им одговара на оние што се самостојни, а друг на оние што се наоѓаат под нечие раководство. На првите, похотните чувства им служат како знак, а кај другите остануваат со нив се до смртта, до крајот на нивниот живот, без утеха и одмор. Првите сакаат постојано да ја одржуваат рамнотежата на духот, а вторите го смилостивуваат Бога со тоа што душевно тагуваат и венеат. Часовите за веселба и утеха за совршениот човек значат безгрижност во се. За подвижникот тоа е време за борба. За обземениот од страсти, тоа е празник над празниците и свеченост над сите свечености. Лакомиот сонува јадење и пиење, а оној што плаче, маките и судот. Биди му господар на стомакот пред тој да загосподари со тебе, а тогаш ќе бидеш присилен со срам да се воздржуваш. Тоа што го велам го разбираат одлично оние кои што на необјаснив начин западнале во јамата. Луѓето што станале евнуси заради Царството Небесно го немаат искусено тоа. Да го скротиме стомакот со представата за вечниот оган. Некои луѓе, покорувајќи му се на стомакот, на крајот си го отсекува половиот орган и умреа со двојна смрт. Да испитаме и секако ќе најдеме дека угодувањето на стомакот е единствената причина за сите наши бродоломи. Умот на испосникот се моли бодро, а умот на невоздржливиот преполне со нечисти фантазии. Ситоста на стомакот значи пресушување на изворот на нашиот плач. А кога стомакот ќе ни се исуши, тогаш цели потоци солзи се леат од нас. Оној што му служи на сопствениот стомак, а сака да го победи духот на блудот, личи на човек кој што со масло сака да изгаси пожар. Кога стомакот гладува, срцето станува смирено, а кога му се угодува на стомакот, мислата станува надмена. Испитувајќи се себе си околу пладне и околу последниот час пред јадење, ќе сватиш ползата на постот. Мислата наутро скита, допира од се помалку. Кога ќе настапи 6-тиот час, таа малку стивнува, а штом сонцето ќе зајде, конечно се смирува. Мачи го стомакот, па и устата ќе ја затвориш, зашто јазикот добива слобода од големото количество храна. Бори се против стомакот и биди многу внимателен, зашто штом ти малку ќе се потрудиш, веднаш и Господ ќе ти притекне на помош. Размекнатите мелови се шират и примаат во себе повеќе течност, а запуштените и суви не примаат ни толку колку што примале порано. Оној што го претоварува својот стомак ги шири цревата, а кој се бори против стомакот ги стеснува и цревата. А кога тие ќе се стеснат, нема веќе да примаат многу храна и тогаш ќе бидеме веќе испосници по природа. Жетта често се гаси со помош на жет, но да се убие гладот со глад, тешко и невозможно. Кога ќе те победи, скроти го со труд. Ако заради слабоста тоа ти е невозможно, бори се со бдеење. Кога ќе ти натежна точните капаци, прифати се за телесна работа. Но кога сонот не те напаѓа, не фаќај се за телесна работа, зашто невозможно е духот да го посветиш и на Бога и на мамона, тоест на Бога и на телесната работа. Знај дека демонот често седи покрај желудникот и не му дозволува на човекот да почувствува ситост, дури и сиот мисир да го изеде и реката Нил да ја испие.
Откако сме се најале, тој нечист дух си заминува и не го испраќа духот на блудот, известувајќи го за она што се случило со нас. Ајде, вели, вознемири го. Со оглед дека стомакот му е преполн, лесно ќе го совладаш. А овој доаѓа, се смешка и врзувајќи ни ги рацете и нозете со помош на сонот, прави со нас се што сака, валкајќи ни е душата со нечисти сновиденија и телото со истекување. Чудна работа, безтелесниот ум се валка и темнее под дејство на телото. А од друга страна, невештественото битие се исчистува и восовршува преку дејството на калта. Ако си му ветил на Христа дека ќе одиш по тесниот пат, стеснувај го стомакот. Зашто ако го храниш и шириш, нема да можеш да го исполниш ветувањето. Обрни внимание и ќе ги чуеш зборовите. Широк и простран е патот на стомакот, кој води во пропаста на блудот и многумина одат по него. Но, бидејќи тесна е вратата и тесен е патот што води во живот на чистота, малкумина одат по него. Спореди Матеј 7, стихови 13 и 14. Кнезот на демоните е панат светлоносец. Кнез на страстите е лакомост. Седнувајќи на масата на која е поставен ручекот, духовно стави го на средината сеќавањето на смртта и на судот. Па и така одвај малку ќе ја скротиш оваа страст. Кога пиеш пијалак, не престанувај да мислиш на оцетот и жолчката на твојот Господ и секако ќе се воздржиш или ќе воздивнеш или твојата мисла ќе ја направиш посмирена. Не мами се. Нема да се ослободиш од фараонот, ниту ќе ја здогледаш небесната пасха, ако не јадеш секогаш горчливо зелје и бесквасен леб. Горчливото зелје ги означува напорот и трудот на постот, а бесквасниот леб мислата без надменост. Со твоето дишење нека се соедини зборот на оној што вели, а јас, кога демоните ме вознемируваа, се облекував во кострет и со пост ја истоштував душата своја. И молитвата моја наоѓаше одек. Псалм 34, 13. Постот е насилство над природата и лишување на грлото од насладата на која што се навикнало. Гаснење на пламенот на похотата, отстранување на лошите мисли, ослободување од соништата, исчистување на молитвата, светилник на душата, чувар на умот, спас од огрубеноста, порта на умилението, смирено воздивнување, ведра потиштеност, одмарање од многу говорливоста, основа на тихувањето, чувар на послушноста, олеснување на сонот, здравје на телото, виновник за бестрастието, отпуштање на гревовите, врата и блаженство на рајот. Да го запрашаме и овој наш непријател, главен меѓу сите страшни непријатели наши, зашто тој е порта на страстите, тој е Адамовиот пат и Савовата пропаст, погибел на израелците, разголувањето на Ное, предавството Гоморско, родосквернието Лотово, погубувањето на синовите на свештеникот Илија, раководител на секоја поганост. Од каде се раѓа и кои му се потомците? А кој е тој што го сотира? Кој е оној што конечно го уништува? Каже ни, о тиранину на сите смртни, кој што сите си ги купил со златото на ненаситната глад, како влегуваш во нас? Што предизвикуваш во нас? Како излегуваш од нас? А тој, раздразнет од нашите упорни прашања, тирански гороломен и бесен ни одговори: зошто ме обсипавте со навреди кога сте ми подчинети? И како можете да се обидувате да се одвоите од мене? Јас со природата сум врзан со вас. Мојата врата, тоа е природата на самата храна. Причината на мојата ненаситност е навиката, а основа на мојата страст е долготрајната навика, безчувствителноста на душата и заборавањето на смртта.
И како барате да ви ги кажам имињата на моите потомци? Ќе ги избројам и ќе ги има колку песокта на морскиот брег. Но сепак чујте за моите првенци и љубимци. Првенец син ми е духот на блудот. Втор по него е скаменетоста на срцето. Трете, сонот, таа пајажина на нечистите помисли со своите валкани бранови. Длабочина од незнајни и неискажливи нечистотии произлегува од мене. Ќерки ми се мрзливоста, многу говорливост, дрскоста, шеготворството, шеговитоста, расправањето, тврдоглавоста, непослушноста, нечувствителноста, заробеноста на духот, фалбаџиството, безобразноста, наклонетоста кон гиздавост, на која се надоврзува нечистата молитва и талкањето во мислите, а често и настани ненадејни неочекувани, по кои доаѓа отчајанието поопасно од се. Против мене војува, но не ме победува сеќавањето на сопствените гревови. Доследен непријател ми е помислата на смртта. Но во човекот не постои ништо што би можело наполно да ме уништи. Оној што го примил утешителот, му се моли против мене и он, умолен, не ми дозволува да действувам страстно. Оние што не го вкусиле него, бараат секако да уживаат во моите сласти. Јуначка победа. Очигледно е дека оној што се покажал посилен од оваа страст, ите кон бестрастието и кон најголемите висини на целомудрието.